Здраво, здраво на сите. Овие неколку минути се дружиме заедно со Ефтим Трајчев Ѓаурски, познатиот наш актер, они со позитивна енергија и они кои што знае секогаш, ама баш секогаш добро да те насмее. Здраво, здраво Ефтим, во домашна атмосфера како си ти? Одлично, у домашна атмосфера, како осеќам се како да сум дома. Браво за тебе. Знаеш како ние се договоривме, нели сега пошто сме во домашна изолација, ти немаш што да правиш дома, па така да овие неколку минути ќе ни презентираш еден твој рецепт, па и баш ќе видиме ние каков си ти готвач. Така да што денес немаш подготвено? Демек немаш што да правиш, бајке готвиш, така ли? Да, секако, јас ќе учам од тебе. Учи над ке, човек учи додека е жив. Точно така. Слушај, ако испадне ово како што треба, значи која ќе ме земе за жена, а Ер ќе види. Точно така, да. Пази, затоа сега сакаме да видиме дали си добар во готвењето. Бидејќи нели ти велиш дека готвењето ти е добра страна, па така да еве сега си на дело. Покажи се во најдобро светло. Да, во најдобро светло. Чисти раце, ставаме овде претходно имаме ставено шеќер. Колку грама сега точно од кутера, од око. Имаме 150 грама путер, кој што го ставаме заедно. Сега сето тоа ќе се меша и ќе се првиот пат кога прави викам си како може путерот да се меша, ама сега ќе видите како може. Значи, путерот го ставивме, наредно што ставаме е 100 грама кокос. Кокос обожавам. Кокос е права ствар. Значи, ако се најдете на вкус остров, единствено нешто што може да спасе е кокосот, така да. Кажи ни само што ќе готвиш сега, што ќе правиш? Сега ќе готвам гурубии. Тоа е, не знам дали у Виница така ги викате, на кана се гурубии. У ствари, народот вика, нема, знаеш, кога ти скисне некој, ще зборите саат и полку, например, сега ја теко збореме саат време и на крај ќе ми речеш Ефтим, не ми јади ново гурубии, молим те. Ајде да видиме. Добро, посван кокосот што ставаш? Ванили шекер за малце шмек, али тоа ванилата е страшна работа, ја обожавам. Добро. Имаме и малце пецило, пола пецило. Оставаме, ова е старо пецило, ама како кажеш, што старо, то боле. Добро. Така ли? И потоа сето тоа се меша, така? Чекај сега, значи ова само да го ставиме пецилото ставиме, има малце облаци тука. Има. Се надевам дека куњата ќе биде во добро издание. Чекај, ставаме домашни органски јајца, кои што се од село кај баба ми, дедо ми, и малце да ги провериме дали се свежи или не. Нормално ставаме едно, ама ја ќе ставам две, пошто се многу маленки. А овие може да забележите дека се многу јаки, као плави се, малку се као мојата кошула, не толку да, ама плави се. Тоа е твојата кошула, така. Кокошката е иста, ама не се плави јајца, не знам зашто. А исто е, ама немаме објаснување за тоа. Нема објаснување. Ево го јајцето, цак. И уште едно. Добро. И после добаваме само уште брашно и тоа е тоа. И ќе го месиме и ќе храним. И ќе одговараме на прашањето. Кажи ми дали се додаде се што треба. Да не си заборавил нешто. Не, све што треба, све е додадено и сето тоа ќе го мешаме. Да разбираш? Добро. Од кога се појави таа љубов кон кујната? За така да подготвуваш. Од короната се појави. Од короната. Од короната, од мака. Што да ти кажам, ќе те натера животот на све. Ама па добро, сега ќе се покажеш, ќе видиме колку си добар во сето тоа. Човек, јас се изненадив, значи, немам многу мерак за готвење и а сега тука си нормално, сам си уживаш ова самостојноста, секој човек треба да, и односно секој маж мора сам да си го направи лебот. Така и јас почнав од таа теорија дека мораш сам да си го направиш тоа. За жал нормално можеме на некои работи да си ги дозволиме, затоа што бевме во карантин. Викам, дај зашто ја да направам? И од прва човече ми испадна
сите работи, така да тоа е добро, се изненадите, се шокирате од сам себе си. Не сум очекувал да видам од тие актери кои што прават храна за време на интервју, ама и тоа се дешава. Браво за тебе, стварно. Јас сум навистина изненадена од тебе. Оти? Па не знам, не бев сигурна дека знаеш да готвиш, еве сега на дело. Ја не бев, значи исти сме. Ефтим, кажи ми, зошто секогаш си ја сакал глумата? Што тебе те натера еве за да почнеш да се занимаваш со таа професија? Зошто ја сакам? Да. Па зошто? Да, знаеш, човек се пронаоѓа себе си, тоа е суштината на животот. Да се пронајдеш себе си, кој си, што си, како си. Имам нели повеќе професии кои што не знам, како мал сакав например да бидам астронавт, сакав да бидам Формула 1 возач. Сакав. Да, тоа. Зошто тоа не го исполни? Па Формула 1 затоа што нема формула, нема пари да купувам формула, знаеш. И за астронавт тоа не беше развиено толку овој Илон Маск и овие новите SpaceX, како се викаше, SpaceX програмите, ама сега веќе објавуваат дека до 2022 или 2024 можеш со прилично ефтин лет да ја обиколиш планетата Земја. Значи ќе има летови кои што ќе кружат околу планетата Земја. Не, ти е касно. Тоа да им кажеш на баба и на дедо, ќе ти речат си, не замари. Ефтим, ти секогаш изјавуваш дека на сцена сум детето во мене и си играме колку сакаме. Можам да го доживеам туѓиот живот и оноа кој што мене не ми е пишано. Дали мислиш дека сето тоа е игра на судбината? Па, тоа е интересно судбината. Значи, лъжицата сега раставаме, како што вели Джейми Оливер, први со лъжицата, за да не ги измрсиме рацете. Лъжицата на страна и сега преминува рачно браво дека на сето. Така. Меѓу време ќе ти зборам за детето у мене. Па, децата, знаеш како е, сите имаме дете у себе и тоа, сите деца сакат со раци да патат. Еве, како ти сега, пример ти, да. Така, абсолютно. Што беше прашањето, извини? Секогаш велиш во своите изјави дека на сцена го живееш детето во тебе и дека значи можеш да се сочувствуваш со тук живот кој што тебе не ти е пишан, па дали мислиш дека сето тоа е игра на судбината? Види, тоа со судбината е многу интересно што го поставуваш. Во последно време пратам еден биолог доктор од Америка, кој што збори за поврзаноста на генетиката и на матичните клетки. И јас секогаш сум мислел дека, знаеш, поврзано е, јас со судбината имам некои нерешени работи, односно секогаш нешто има кое што ме носи кон тоа што го посакам. Односно секогаш го добивам тоа што ќе го посакам. Значи дали порано или покасно, секогаш што и да посакам и се остварува. Затоа е страшно, заради тоа што на сила доаѓа она пази што ќе посакаш, затоа што може да ти се остави. Затоа, ама сето тоа е во нас, значи тоа не е надвор. И баш тој го објаснува сето тоа многу и веќе мејнстрим почнува да добива сето тоа, има многу луѓе кои што тоа го практикуваат и го објаснува тоа на друг начин, дека се не може нас целото да ти го елаборирам и да ти го кажам, ама ќе пробам на кратки црти. Кратки црти. Да, се е во нас. Значи тој направил клонови од клетки, од идентични клетки и сите тие клетки ги ставил во различна околина, односно како нашите клетки матични кои што се во крвта. И сите тие кои што се идентични клетки во различна околина создавале различни клетки кои што се едни се за коска, едни се за срж, едни се за мускули и така натаму. И тој открил дека се е до околината, дека не е до генетиката. Генетиката ја имаме, тоа е точно, но се е до околината. А околината се менува
на начин на кој што ние размислуваме. Односно, нашите рецептори, затоа што се е во енергија, Така да, се што ќе посакаме, ние можеме да оствариме. Се во нас. Односно, што значи тоа? Објаснува дека до 7 години детето, секое дете, зашто вика сиромашните остануваат сиромашни, а богатите остануваат богати. Секое дете до 7 години што прави? Даунлоудира симнува програми од околината, од родителите, од сите околу него, како треба да се однесува. И сега, ако тие програми се лоши, односно да си растен во лоша средина, тие се подсвесното. Што тој го објаснува умот на свесното и подсвесното. Тие програми, што до 7 години детето ги собира, се подсвесното. А свесното е тоа кога размислуваме, кога користиме фантазијата, кога јас велам сакам да сум, сакам да го живеам животот, сакам да сум среќен, сега сакам. Но проблемот што е? Проблемот е во тоа што тоа се два наши ума кои што функционираат заеднички. Свесното, да размислуваме и кога посекуваме убавживот, и подсвесното. Подсвесното, така. Но во подсвесното се наоѓаат сите тие даунлодирани програми од кога човекот си го гради својот карактер од првата до 7-та година. Што значи тоа? Дека ако тие програми се лоши, тие програми тебе ќе те саботираат. Односно, ако си растен во лоша околина, тие програми, ти немаш програми за твоите желби, твоите мотиви, кои што понатаму свесно ги посакуваш. Во зависност, ако се добри тие програми, окей, така, ако си растен во добра околина, нормални услови и сето тоа, тогаш е многу полесно може да се најдеш во животот. Нели, затоа велат богатите стануваат богати, сиромашите стануваат сиромашни. Тешко се борат. И луѓето што се борат во животот, тоа е затоа што немаат подсвесна програма за тоа да го сработат лесно, знаеш, во животот. И сега која е финтата? Финтата е дека ние користиме 95% од денот, го користиме за да размислуваме. Цело време размислуваме. Но кога размислуваме ние, сето она автоматски што го правиме, сега да ја ти зборам, сето ова автоматски што правам, готвам, возам или било што во животот, а ние размислуваме 95% од текот на денот, се правам подсвесно. Сето тоа е подсвесно да се го прави. Тоа подсвесно доаѓа од програмите кои што се лоши, кои што не саботираат. И затоа се навраќаме постојано цело време на истото. Но има и начини сега како тоа да се смени со медитација, со хипноза, со себе за давање на задачи. Односно, значи, ако размислуваме 95% ние во текот на денот, само 5% подсвесно работиме. И затоа мора да најдеме начин како да ги смениме тие програми, односно сами себе да се натераме, да бидеме ефективни, да ги постигнеме своите посакувања. Така нешто сега приликата го објаснив ова, ама значи не ме сватиш да... Добро. Во слов на прашањето ви кажам, сега што треба да правиш? Па сега треба да правам топчиња. Ајде, почни. Сега топчиња ќе правиме. Ти можеш да продолжиш со прашање, слободно. Сакам да те прашам, нели, во склоп на прашањето, некојаш, нели, дека од нас зависи ние, нели, дека нонстоп размислуваме за некои работи. Како тебе ти влие сета оваа ситуација во изолација? Еве, знаеме дека си почнал да готвиш. Тоа е добро за тебе. Нешто добро си направил. Абе, добро е, како не е добро. Значи, почнав да се здебелувам, тоа не е убава страна, мислам дали се приметува, не знам. Добро, ти можеш и да јадеш и потоа некоја физичка активност, како да не е фитнес, вежбање. Зошто да не е и решение за тоа? Не, да ти кажам... Сите оние, например, коментари во врска со коронавирусот, дали, например, почувствува некаков страв, паника? Види, сите се најдовме во оваа ситуација и цел свет е заточен во тоа. Јас не сакам да верувам овие теории на заговор, дека мислам многу е смешно, така, со 5G дека умираат луѓето, дека ги чипираат луѓето и така натаму. Ние, човештвото, откако постои човештвото, постојано е под некаква контрола. Така,
како сакаш наречи го, дали е религија, дали е општество, дали е робовладетелство, дали е богови, се е под контрола. Така да помалци или повеќе ние секогаш сме биле под контрола. Човештвото нема да изумре. Е податок, јас кога се родив, имаше 5 милиарди луѓе во светот. Сега има 8 милиарди, скоро 8 милиарди. Така да, значи, колку и да умираат луѓе постојано, а нели бројките се страшни. Од обичен вирус умираат 100.000 луѓе годишно. Од самоубиство 300.000 луѓе, 5.000. Знаеш што е најстрашното? Значи што 5.000 луѓе дневно умираат од глад. Немаат што да јадат. А 1,5 милиарда луѓе се предебели или имаат преголема тежина од која што е потребната. И користат дупло повеќе милиарди долари за програми за слабење. А 5.000 луѓе дневно умираат од глад. А ние овде правиме јадење слободно, кога сакаме јадеме и уживаме. Мислам, јас бев во Африка 2007 и видов луѓето како живеат таму и колку е тешко, колку е болно и значи не знам, имаат умреле, баш го прашуваме на мајка, викам како живееш, знаеш. Умреле татко, родителите му умреле од сида. Значи умират од сида и се појави ебола за време на мојот престој таму, се појави ебола. Значи ебола е еден од вирусите кои што се смртоносни. И тоа беше јако, сека одиме таму, умираат луѓе на секој чекат. И одиме таму и мајки ни доаѓа и ни вика, слушай, тука ќе јадеме во ресторан, вика многу е вкусна храната, вика европјани доаѓаат си јадат, вика само ве молам немојте да фаќате предмети пошто може да има ебола. Уф. Да, што да правам? Така, ја 10 кила, за 10 дена 10 кила ослуднам, така да не јадат. Малце е звездното, да, а они живеат со тоа и ги прашам зашто сте срекни, секој ден умирате, умираат 10 браќа, сестри, умреле, он останал жив, викам зашто, како, вика среќа сум затоа што денеска го живеат денот, благодарен сум на тоа е тоа, денеска за утре, они живеат денешнината, сегашната ја живеат, а не, јас сакам, која е поентата ако 95% од текот на денот јас фантазирам само како сакам да видам, тој живот, а не правам ништо во врска со тоа. Немам никаков план, не действувам никако. Тоа е дека треба да имаме план, но и да го реализираме, да се трудиме. Да, кој ќе ти да донесе среќата? Поштено? Так, не, сам можеш. Така. Ефтим, кажи ми, која е твојата омилена театарска вештина? Театарска вештина омилена ми е, мислам дека знаеш, тоа е физичкиот театар, како вештина. Нели вештина те подразбирам способност за нешто. Да. По стиловите сакам да експериментирам и сакам сите стилови да ги пробувам, но физичкиот театар ми е нешто кое што ме фасцинира и кое што сакам во иднина да се посветам многу посериозно на сето тоа. Оваа година ние имаме еден проект кој што е поврзан со тоа. Иско вака да не чувствуваш вака. Оваа година во Народен театар Штип дојдовме проект, помеѓу трите проекти кои што се заработа, дојдовме проект кој што е поврзан со тоа. Тоа е проект на режисерката Драгана Милошевска од Скопје. И заедно со хореографот Игор Киров, кој што е исто од Штип, и правиме на тема Едип, цар Едип, односно се вика коментари Едип. Тоа е по мотиви на античка драма нормално и тоа е нешто прекрасно кое што ние очекуваме да го сработиме и да биде гениално. Идејата е одлична, односно самото тоа дека режисерката ја почитуваме сите максимално, Игор Киров сите знаеме колку е врвен кореограф и работи во Европа постојано на ХНК, тој е во Хрватска е директор на ХНК Сплит и тој е кореографот на представата и тоа ќе биде целата представа ќе биде на движење со коментари, целото ќе биде на еден убав пакет кој што зборувам за овој правец физички театар. По нешто ново и интересно.
Надам дека ќе го понудиме на публиката, но за жал еве тоа се пролонгира и се одолговечува. Нашата професија е највише погодена од тоа ситуација затоа што луѓето се собираат, нели, знаеш, 200-300 луѓе се собираат на едно место и тоа не е така да мислам дека нашата професија, јас скиснав, ми скисна да ти кажам дома да не работам, просто е единствено нешто од кое што сум зависен е работата. Но најважната состојка ја заборавив, а тоа е следно. Знаев дека нешто ќе заборавиш. Ама те пут. This is it. Значи, за добар готвач секогаш потребно една чашка јегер. Тоа е тајната на тоа е тајната. Добро. Ефтим, додека сме не се напијам јегер во твојата емисија, додека сме кај нели театрите, кажи ми фанови, твој самостан проект кој што за жал нели се одложи на неопределен термин. Кажи ми како настана овој проект, кој стои за сето ова? На здравје. На здравје, јас со водичка. Тоа. Водичка. Ја имам тука некаде вода. Кај ме водата? Ја те водат. Фанови. Да. Фанови настана. Види, ти реков дека сум зависен од работа. Единствено нешто што ме мотивира е највеќе што ме мотивира е сцената и работата, без разлика. Значи не можам да седам дома без ништо да правам. Мислам дека треба да има повеќе независни театарски групи и независни театри кои што ќе го надополнат овој наш театарски живот во Македонија кој што постои со години и години, односно и со векови традиција. Но затоа сакам постојано да се работи. Значи, постојано ги прашувам младите актери дали сакате да се вработите или да работите. Значи, ако сакате да се вработите, ќе треба да чекате, така? Нели знаеме какви се катастрофални лоши условите во Македонија за вработување, но ако сакате да работите, може да работите. Значи, заедно да работиме, независни проекти во театрите. Значи, не секој театрот може да вработи луѓе, но може да понуди работа. Значи, секој од театрите може да понуди копродукција со други театри, со независни проекти. Значи, кога ќе се најде слободно време во некој од театрите или на некоја друга сала, не мора да е во театар, направете представа, заедно соберете се и така настануваат гениални трупи, гениални споеви, така, значи настануваат представи кои што ќе се паметат. Ги паметиме, ги знае представите и големите наши режисери и писатели во Македонија кои што направиле трупи, направиле представи и го одбележале тоа никно време. Така да имавме со колегата Милорад Ангелов, имавме идеја да направиме, тој ми го предложи еден текст кој што беше дуодрама. Дуодрама мислам дека нема правено. Ме интересираше како се до тоа ќе се одвива, знаеш. И тргавме се тоа дека сакаме да направиме представа за двајца, но не сакав да биде тоа представа као ајде како што вика штипење да склепаме нешто и да замачкаме очи. Не, сакав да биде скроз професионално, значи ние тоа е Елин Рахнев, еден бугарски автор кој што има хит представи комедии и направивме ние го преведовме текстот, направивме адаптација од два негови текста. Тоа беше наша адаптација. Значи работевме долго и драматуршки го средивме се до тоа, долго време го работевме. Значи таа е представа која што е спонзорирана лично од нас самите. Значи сите финансии се ја представата ја понудивме на Народен театар Штип, но тогаш немаше услови за да се случи таа представа, па отидовме во друг објект и ја сработивме представата, долго време ја работевме, но сакавме да биде тоа темелно сработена представа, да не биде комедија. Тоа е комедијата излегува од нивните карактери, од нивните ситуации животни, но ние работевме, односно тоа ни беше паролата. Нивната лична трагедија е комедија за другите.
Така да ние работевме сериозна представа. На крајот сакавме да видиме како ќе излезе, но ја закажавме на петок 13 април, април беше, и се зезнавме, така да тоа испадна среќен тој датум и беше продадена представата, целосно 330 седишта беа продадени во мултимедијалниот центар на УГД економски факултет. Наидовме на голема поддршка од УГД факултетот, Гоце Делчев, и сакавме да биде сето тоа многу на големо ниво, и маркетиншки и продукцијски. Вклучивме и двајца млади статисти, кои што се Дарко Наковски, тој е дел од моето драмско студио, Сонја Пилатова исто, ти има свое драмско студио пред неколку години, кој што функционираше. Тоа се двајца млади аматери кои што се вклучија во представата и ние збогатија многу представата. За жал беше продадена представата, не доче премиера, но нестрпливо, правејќи гуруби, чекаме да ни дозволат некој начин како да собираме луѓе и да се веќе вклучиме кон нормалниот живот на функционирање и да ја дадеме премиерата фанови. Така да, фанови, очекувајте. Очекуваме. Докаде ти стигна со рецептот? Рецептот сега од кутура, значи зимаш од кутура, правиш топчиња. Добра. Така, ама треба многу да мазни, да бидат перфектни. Не знам, кој ме праша, вика, мајка ми ме праша, вика, како вика направи толку, вика, да бидат еднакви топчињата од кутура? Како само сам се намочил. Ефтим, ајде да ја откриеш на нашите гледачи, оние кои што не гледаат, каков е Ефтим во приватниот живот? Да не објаснувам јас, ајде. Абе, не може да ти откријам. Тоа тие што ме знаат пријатно, само тие може да кажат. Ја за себе не можам еден збор да речем. Така да... Ајде, малко. Тоа на сцена, само на сцена ќе ми гледат. Позитивен личност. Позитивен некој што знае секојаш да те изслуша. Оној кој што на вистина, нели, сака да помогне на некој што им треба помош. Потоа, кажи работи кои што не ги сакаш, не можам да речам дека ги мразиш оние кои што, например, не ги сакаш работи. Кои се? Фала ти, ме пофали се. Да, те пофали. Чекај, не сум стигнала со негативно коментар. Не сум научена да примам комплименти. Тоа ми е мана, значи не знам да примам комплименти. Малце изјазнато е, знаеш, кога некој те фали, гледаш во себе си, а тоа е лошо кога гледаш во себе си, а не гледаш кон другите. Затоа што мислам дека успехот на среќата е тие околу тебе, тие што ги сакаш, без разлика дали се гледаш со нив, дали одамна не се видел со нив, сите тие луѓе што ги сакаш, да ги сакаш и да бидат среќни. Значи, среќата е тие луѓе околу тебе што ги сакаш да бидат среќни. И тогаш, мислам, јас барем тогаш сум среќен кога тие луѓе се среќни. Само на тој начин. Дали имаш некој мото во животот кој што се водиш по него? И нели сега ти спомна дека луѓето околу тебе да се живи и здрави, да бидат среќни и исполнети, тоа мислам дека смислата за животот. Но дали ти имаш, например, некој мото по кој што се водиш, например, знаеме дека животот нанесува успеси и падови, како сето тоа ти можеш, како... Не си време, ја гурубиите уште не се готови, нема се секира. Само не се нервира, само без спреми се. Моја поштовани гледачи, нашата гостинка Надица не, во ќе го исечат. Ќе почнем од почеток. Во ќе го исечат. Нема да исечат ништо. Нема сечење. Ова е најдоброто нешто, спонтаност. Така да нема сечење. Од почеток те пршу. Ефтим, кажи ми. Нема почеток, не ти знам. Вака.
Ефтим, кажи ми дали имаш ти некое твое мото кој што се водиш низ животот. Знаеме дека животот нанесува успеси и падови. Како знаеш да се издигаш во тие ситуации? Животот е убав? Така, убав е животот. Убав е. Ако ние знаеме како да го направиме убав. Нема мото. Значи, тоа никој пат не сум имал, нема ни земам, немам појма. Не знам тоа мотото дека ми. Ки извиняваш за прашањето, односно се извинувам, но... Добро. Ефтим, што мислиш ти, кој е значењето на едно пријателство? Дали искреноста е исто така важна? Знаеме дека, ние сме пријатели подолго време, знаеме дека ти мене треба да ме трпиш цел живот, но кажи ми кој е значењето на едно пријателство? Пријателството е најбитната работа во кој што е измислил човекот. Тоа е тешко да се одржува. Тоа е исто како односот меѓу родител и дете, значи не е едноставно и мора постојано да работиме на тоа. Пријателството, ти си голем пријател, те ценам заради тоа што секогаш си, не знам, имаш една наивна искреност кон пристапот кон луѓето, односно им пристапуваш со љубов, со разбирање, со насмевка, секогаш со среќа, а тоа е добро. Значи тоа е пријателство, секогаш да си таков кон луѓето. Не секогаш ти е таква аурата, нели, која што ја имаш во текот на денот, но кон пријателите и кон самите себе си мораме да постапуваме позитивно, односно да размислуваме на тој начин. Знаеш зашто? Затоа што нема ќар, нема никаков ќар во тоа да си негативен. Нема никаков ќар. Сите ние сакаме да се бунтуваме, да збориме, сакаме да се сменат работите, не трпиме неправда, секојаш има некаков порив кај нас, што сакаме да излезе таа енергија. Кажеме ќе во себе. Да, но нема потреба. Значи ништо не добиваме со тоа ако искажеме гнев или ако искажеме нешто што не се согласуваме. Не мора секогаш да биде по наше. Значи јас пред една година си ветив на себе си, не мора се да биде по моја. Така, значи ќе ги изслушам другите луѓе, ќе им дадам можност да видам какви се, што се, да видам што сака да ми кажат. Не мора секогаш јас како што сум замислил, така? Значи, во тоа е суштината да дозволам ти да допреш до мене и јас до тебе и да се настане комуникација, пријателство. Пријателство постои. Имам јас пријатели кои што, за жал, сите се во странство. Значи, Америка, Лондон, Германија... Но сепак нели таа врска се одржува, се слушате нон-стоп, комуницирате. Ги знаеш, например, неговите тешки моменти кои биле. Значи, и тоа е важно. Да, важно е, но сакам ти кажам дека си ти избега. Но поентата е значи, кога ќе се видите или кога после толку долго време, кога ќе се видиш на некој што ти значил, што ти значи. Значи, поентата е, суштината на нештата е да си кажете како си, добар си, да се гушнете, да се прегрнете, да споделите нов момент заеднички и да си заминете пак срекни и насмејани дека се добри тие што ги сакаш и што ги почитуваш. Тоа е поентата на крајот на животот и како да не поминало времето. Да, така? Да. Точно. Иптим, дали си имал некојаш разочарување во животот? Не, мојот перфектен, знаеш, нема. Тоа како бајка. Бајка, пошто сум играл принцеви на времето, така да бајките се дури некојаш ми беше тешко, зашто ги лажеме децата, викам дека животот е бајка. Знаеш, некако чувствувам вина на одговорност за тоа. Па добра, сега тука и фантазијата, бајката, море, и тие начини да ги почувствуваш човек, нели? Како мотам точнија, односно гороби... До каде стигна со тоа? Уште многу имаш? Не, уште малце. Добра, ајде кажи ми сега за спомен кој што ти е врежан во срце. Спомен кој е многу, не е еден. Не е еден. Еден да одберам? Да, за еден ќе кажеш.
Човече, кој, ај сега да те видам, кој е тај спомен или нешто вреди. Добро, сега што ми паѓа на памет спомен, кој што ми е значен од мојот дедо, Добро. Стојан или Тане, кој што, кога ние бевме деца, мислам, сега Штип, не знам колку го познаваш Штип, Штип е на 7 рида, така? Исто као Рим, поставена на 7 рида, не, Штип Рим, тоа е релацијата. Да, тоа е Римот. На тоа те асоцира. Да, и сега, пошто е на ридови целиот Штип, и има на кај Сењакот има едно место кое што е вакво е. Скрос. Значи е ролер костер. Добра, знаме се, јас го знам Штипа, за тие другите кои што не го знаат Штип. Како тоа ќе го објасниш? Може и вака. Може би така ќе подобро ќе сватат. И сега, ние кога бевме мали, дедо ми не возеше со кола нормално и на тој момент кога ќе поминевме, тој ја забрзуваше колата и кога ќе поминевме тој момент ни доаѓаше едно убаво чувство возбудливо кое што ни се дигаше во стомакот и ние као пошто немаше у тоа време ролер костер, немаше многу. Да, многу бевме возбудени и замисли, го теравме дедо нормално улица, гужва, коли и го теравме дедо. Значи тој за нашата среќа, за среќата на внуците, по 4-5 пати се враќаше во рикверц, ги кршеше сите правила, кои што може да се скршат, луѓе свираат, се нервираат, но тој за нашиот кеф, за нашата во моментот кога ќе посака детето, за да не му расипа кефот, 5 пати се враќал на таа удолница за да не го направи кефот, за да се чувствува мугла. Тоа е безценето. Да. Веќе го спомнавме, ајде нели и твоето детство, како беше како дете? Како дете, палав, многу немирен, многу фантазирав, многу културен. Ме зеза сестра ми на секој кога сме оделе заедно, јас помал од сестра ми, за раче, и на секој што ги поминал на улицата, сум викал добар ден. Си сакал да ги поздрав. Една чест да направиш. Така да, имам многу белези на телото, едно 16 белези на телото, сето тоа е од духот кој што сум го носел како дете. Тоа што си бил многу мирен. Да. Ти веќе си и при крај, така? Па не, саки доправам купчињата. А ново е битно сега и шербет да се направи. Шербето се прави накнадно. Полека. Пресече се. Ефтим. Абе, не си секире, бе, чиста глума е тоа, што му се секираш толку? Лене, Натке, ја пресече си раката, Јас си пресече раката, а ти ништо не изреагира, као, шутите. Па знам дека е глума. Тоа е вистински пријател. Знам дека е глума, сакаш нешто да одглумиш. Знаеш, на ти да го пресечеше просто ти сигурно ќе викнеше посилно. Значи, нешто го сакам. Више почај усоловите да глумам. Глумам, растурам, човек. Да. Ти фали работата, не знаеш што да правиш и еве викаш, ајде. Не да ми фали, него више не можам да издржам. Така да... Знаеш, ако те мола ножот малце подалеку, чим не можеш да издржиш. Така да размислувам на темата која што се надевам дека ќе оформам идејата, односно нема само 95% во текот на денот да размислувам, туку и ќе го оформам идејата на некој си онлайн представа. А то како ќе изгледа кога ќе го имам проектот напишан во раци, се надам тоа ќе биде за многу брзо, бидејќи за жал мислам дека ова ќе потреи со короната, не верувам дека не знам, и да бидеме оптимални, да се олаваат мерките и тешко дека ќе се дозволат да се собираат луѓе на едно место. Значи тој да биде преку две седишта и преку еден ќе треба 30 луѓе во сала да седат, а тоа нема логика. И сите да се со маски, нема значи ќе се плашат луѓе со маски да се и со ракавици.
Мислам, јас би со маски и со ракавици, не би се плашил, знаеш. Овој вирус е како сите вируси, затоа ти ја почнав така темата. Значи не е тоа теорија на заговор. Значи ова е вирус кој што ја нашол правата мерка на смртност, односно процент на смртност, односно дека ги заразува луѓето, но не умираат од него и тие можат многу лесно да пренесат. За разлика од еболата, која што беше многу смртна и која што луѓето не можеа да дојдат до болница, умираа, за 24 часа умираа. Така да, само заради тој начин овој вирус стана пандемски, односно го цел свет го зафати. И нормално, 21 век, за 1500 денари одиш во Германија и се враќаш назад. Така, значи се е поврзан и затоа настана пандемијата прв пат после скоро 100 години. Значи не знам, од после Втора светска војна ова е пандемија која што се случува во светот од вакви размери и затоа луѓето се во паника, не знаат што да очекуваат, знаеш. Така да помине, ќе се најде лек за нормално вакцина кој што ќе го имало и вакви случаи. Ние сме сите вакцинирани, така? Па пред не знам колку време во 80-те години сите беа вакцинирани и сите се плашеме дека таа е страшна вакцина. Не, сите сме вакцинирани, дури некои болести се искоренети, некои вируси се искоренети скроз. И тие постојат, постојано во природата, но човекот се бори и никогаш не ја изгубил битката со вирусот, така да немој да очекувате се тоа ќе заврши. Ние кажевме, не, треба да задржиме нашата позитивна мисла, да ги отргнеме сите тие негативни мисли, емоции и дека сето ова ќе помине. Кажи ми сега, ти довршуваш така? Па, еве сега ги балансирам топчињата, пошто гледам некои ми се малку поголеми, другите се малку. Да, треба да. Добро. Чекај, не си видела. Сега ми измеша се реве. Ништо. Добро, после тоа што иде? После кое? После ова? Да. Нели треба да ставиш нешто или? Да, шербет. Добро. Се прави, овие се печат сега на 180 степени. Ете, тоа сакам да те прашам на колку се да знаат. 180 степени се печат 20 до 30 минути, а меѓувреме се прави шербет и кога ќе се испечат, се поливаат со шербетот и оставуваат до 2 до 30 часа. Тоа е тоа. Да. И после кога ќе бидат готови, може да се јадат, а ти можеш да ни ги пратиш преку карго. Преку мејл. Па може и мејл. Не е нели еден рецепт кој што може да го подготвите дома и знам дека и многумина нели го пробале. Не јадете многу гурби, туку земете и направете. Добре, јас сега учам од тебе, нели? Точно. Некој рецепт, пошто нели ти сега си нов во овие куински води, така да јас некој рецепт можам да земам од тебе. Тути и ја тоа е пријател, помагаш на пријателот за да знае. Апсолутно да. Така да, а ти имаш желба за тоа, еве, значи наредно што ќе ти да направиш вакви гуруби. Да. И гуруби. Предизвик ли е тоа или ќе направам, ајде? Предизвик, официјален предизвик. Така. Многу едноставно. Да, и ги направив и поминувам покрај нив, ми стоја на шанк, поминувам покрај нив и кој ги направи овие? Тоа сум направил јас, толку одушевен сум. Ефтим, кажавме нели неколку дека имаш нели на идеја од како ќе се нормализира сета оваа ситуација, нели дај Боже што попрегу. Кои се твоите идни планови? Еве спомена нели следен проект, очекуваме нели фанови да можеме да го гледаме сите. Друго што ти паѓа на ум? Многу работа. Значи, ова е период кој што ако некој после оваа ситуација рече немам време или не можам да го слушам. Значи, кјутек. Така да оваа ситуација е за да си ги подсредиме приоритетите, да видиме што ни е потребно, што сакаме и така да многу проекти. Значи, имам проекти кои што треба фанови, ми е готов проект, веќе е финиширан, само чекаме да добиеме одобрение за, односно да заврши епидемијата, и да добиеме одобрение за
за неговата премиера. Фанове е готов проект. Само нешто те прашам, извини, тие карти кои што се купени, тие може да си ги искористат потоа, така? Па бит сите беа резервации. Имаше малце карти кои што беа купени, но ги вративме картите, но сите други беа резервации и објавивме дека резервациите за жал пропаѓаат, но дека ќе ги известиме сите кои што резервирале дека во иднина пак ќе се одржи нели фанови. Така да не е тоа проблем. Но картите веќе беа испечатени и пуштени во продажба. Се не знам дали имам карти тука да ти покажам како изгледа сето тоа. Но чекај. Има ли време? Треба да чуваш карта. Да, апсолутно да. Има ли време да ти ги покажам картите или не? Има време, ајде. Има време. Чекај, ева карта. Одма иде. Секунда. Да, го чекаме Ефтим за да ни ги покаже картите. Ајде Ефтим, побрзај. Па потоа да видиме што ќе испадне од неговиот рецепт. Се надеваме, нели дека добро се ќе види. Ја не стигнаа картите натке. Тука сум. This is the tickets. Фанови. Добра. So, Ги. ги чекаат картите за продажба, односно за публиката да ужива во представата заедно со нас. Која со нетрпение очекува. Да, други проекти кои што почнавме проект со Александар Ивановски од Велес, режисер. Многу убав проект кој што се вика Ова дете. Изборува за односот помеѓу родители и деца. На еден француски автор кој што го напишал текстот базиран на лични сведоштва на кои што на испитаници. Многу е гениален, представата ќе биде премногу моќна, емотивна, затоа што режисерот знае што прави, знае што сака, на современ јазик сака да ја создаде. Ви уверувам, тоа ќе биде многу добар проект, кој што го почнавме, но го прекинавме за жал поради настаната ситуација. Исто така. Да. Со Драгана, ти спомнав проектот со Драгана и со Игор Киров. Да, тоа е проект кој што треба да се работи, но меѓувреме имаме и други проекти кои што се посветувам повеќе на пишувањето. После мојата прва серија која што напишав Цимери, ситком, кој што беше одамна, сакам да се посветам да имам многу идеи кои што ми се во развој, но сакам да ги финиширам идеите за серија, за телевизиска серија, за монодрама. Мислам дека време ми е и за една монодрама да направам во животот. И тоа што ти го споменав онлайн представа, ќе видиме ако успее, може да биде многу интересно. Да, ќе очекуваме. Јас верувам во тебе и знам дека се ќе испадне како што треба и сето она кој што ти си го замислил ќе ти се исполни, бидејќи знам колку многу напорно работиш, но и се многу трудиш, и затоа си таму каде што си, нели, на она најдобро место. Баш ти фала. Значи, со тенџер рака, баш ти фала. Нема на што. Сега го рабите ќе ставаш. Значи, многу ми е кеф со тебе, затоа што имаме комуникација, затоа што имаш прекрасни идеи, знаеш, сме разговарали дека секогаш тргаш искрено кон нештата и мислам дека тоа е правиот начин на успех, кога искрено ќе ги работи, знае, тежок е патот, трнлив е, не сме во идеална средина, но верува искреното ќе допре. Значи, тоа го знам по мене лично, значи, се што правам искрено на сцена, кога ќе дадам дел од себе си, ќе искрено дел парче од душата, тоа публиката го препознава и реагира на тоа. Заедно се создава магија, тоа таа театарска магија, само на тој начин. Тоа чувство е незаменливо и нема друго такво чувство. Да. Да, морам да ти признам дека сето тоа се забележува на сцена, сета таа љубов која што ти сакаш, другите да ја видат во тебе, дека и се забележува дека сето тоа што го работиш, навистина го работиш со многу љубов. Затоа и многу често знам да кажам дека треба да ја работиме таа работа која што пред се не исполнува. Да, значи само тоа е начинот на успехот. Значи замисли да работиш нешто што не сакаш да го работиш. Никогаш нема да успее. Затоа не е страшна работа кога родителите им наметнуваат своји идеи, своји замисли за иднината на децата. Значи не можеш детето
не е твое да го креираш ти како што сакаш. Да, ќе му ги вметнеш правите вредности, правите програми за да се снајде во животот, ќе му кажеш дека е најдобар, ќе му кажеш што и да прави, ќе го мотивираш, ќе му дадеш сета волја, сета енергија дека може да биде председател на држава, дека може да биде астронавт, дека да биде што сака да ќе посека може да биде и ќе биде. Само ако тоа му го метнуваш и му го даваш поддршката. Децата, родителите ги гледат како рефлексија, како огледало и секој од нас посакува барем еднаш родителот да биде горд на тоа што си го направил, знаеш. И затоа е болно лошите односи, знаеш, семејна насилства. Тоа е нешто кое што за жал го има се почесто и почесто, но не смее да се случува. Знаеш, не смееш да бидеш, дури не би смеел да бидеш родител ако на тој начин се постапуваш кон детето. Знаеш, можеш да си свесен за тоа. Мораш целиот свет да му го дадеш за тој, знаеш, не живеам јас во Штип во Македонија, целиот свет е мој. Така да се можам да направам. И затоа моќта на успехот на една индивидуа е во родителите пред се. Да. Како што велиме дека детето ги зима примерите од неговите родители, дека родителот е единствениот пример за неговиот живот. Тој гледа како ти се однесуваш, што правиш, како реагираш во некоја одредена ситуација и сето тоа детето го впива. Како што, нели, постои дека детето е како сунгер, ги впива сите тие информации, емоции и потоа ги прави истото. Го прави истото. Апсолутно. Така. Ефтим, сега што правеше? Нешто мереш? Треба да пуштам, шекер, тоа за шербетот. Иначе, да не заборавиме, иако јас не сум фан на онлайн театар, у смисла на лоши снимки. Гледам дека National Theatre во Лондон, имаат прекрасни снимки, ги снимаат представите на многу софистициран начин и изгледаат, нешто пошто на академија така не учеа и е така, дека театарот не можеш да го доживееш преку снимка, знаеш, мора да му измислиш друг начин кој што ќе е прилагодлив, така, малку не поблиску до филмот, така да затоа тоа што го спомнав за онлайн представа, тоа нема да биде баш театар, но ќе биде во театар, знаеш, така ми е идејата. Но во ова време единствено нешто што останува е да го следиме тој пример на онлайн представи. Ме пратиш? Овде, пошто е reconnecting. Овде сум. Малку интернет. Така да, Народен театар Штип сега го прати тој тренд со покажување представи онлайн. Секој вторник и четврток има представи кои што ќе се прикажуваат онлайн на Народен театар Штип на YouTube или на нашата страна Народен театар Штип фан пејдж. Ќе има представи кои што се стари представи одиграни. Во вторникот беше Касангиница на Драгана Милошевска. Денеска мислам дека треба да излезе, ако не денеска или утре, Хотел ни на небо ни на земја. Тоа е едно од заедно со Умри Машки во последните 10 години најиграната представа во Народен театар Штип. И секој вторник и четврток излегува по една представа од нашата архива. Нормално се извинувам за ако снимките се лоши и ако не се доволно добри за да доловиме моментот, но мораме на овој начин да покажеме дека сме овде, дека се грижиме за нашата публика и дека сакаме ја почитуваме нашата публика, како исто и тие што ни го покажуваат кон нас со секој присуство на нашите представи пред ситуацијата. Да, тоа е навистина одлична идеја, така да може да се пополни денот. Зошто да не можеме да се присетиме на оние на оние сцени кои што вие сте ги одгумиле, на оние ликови кои што биле и засмеани, да се смееме сите заедно во овие денови. Сепак нам не е тоа потребно. Тоа е навистина одлична идеја, браво. Зидот ти убав позади со камен, многу ми се свиѓа. Ти благодарам. Ова е моето домашно студио. Најубаво е, така? Најубаво ми е. Нели ти убаво? Работа од дом. Гениално. Одлично. Поздрав ти до Никола. До Никола поздрав. Фала ти многу. Многу ти фала. Ефтим, сега шербетот е веќе готов.
Не, ти ставиш шекер, па потоа одат на 180 степени, еве како се... Егерот е при крај. Да, тоа е при крај. При крај. Па добро, доаѓаме веќе при крај на емисијава. Да, овие се готови, еве ги, но ќе ги ставам да се пешат, а после ќе ти пратам слика. Ако сме при крај со прашањето, или имаш уште некои прашања? Па имам уште некои прашања, Ефтим. Пукај. Можеш да пуштиш некоја музика, да, зашто да не? Да не имаме некоја музика. Ефтим, дали сакаш нешто да упатиш до нашиве гледачи? Што да упатам? Да упатиш некој совет, нешто, дали сакаш? Пуштам да го пробаат твојот рецепт? Не знам што да ја упатам, освен тоа да не се плашат. Не требаше короната да се случи за да сватиме дека треба да држиме метар дистанца меѓу нас кога купуваме и кога пазариме, а не да видам, чекај, што имаш туку во корпот? Или бутат се на каса, по штипски така. Многу беше јако, значи одам... Да внимаваме повеќе на хигиената. Значи не требаше нели ова да се случи за да и тоа го сватиме. Така, значи да се пази дистанца, не џабе таа е жта линија, така, жта линија кога отидеш или кога отидеш у пошта, и многу јако, значи седам у пошта и нешто требаше да уплата, нема појма, и на време доаѓа една ташна огромна, пред шалтер, пред сите, пред мене, ташната комуникација со као да се другарки и као ја викам извинете, викам господја, жолтата линија сепак да ја запазиме, јас сум пред вас, и она ми вика, па не те виде? Па нормално кога не ми сакаш да ме видиш, така е. Мора да пазиме на тие работи. Короната не научи дека треба да миеме раци, дека треба да пазиме, дека не треба да киваме, дека не треба кога ќе отвориме вратата од автомобилот прва работа е да плукнеме, така? Значи мора да пазиме некои ситуации кои што се основата на нашето цивилизирано општество. Да, и некои ситуации кои што пред се може да се одржат и на нашето здравје. Треба пред се да внимаваме, нели? За нас себе и плюс и за луѓето околу нас. И тоа е многу, многу важно. Ефтим, јас сакам на вистина... Да се пече, може? Да, може. Рековме на 180. 180. И кога ни праќаш слика од твојот рецепт. 20 до 30 минути. Да. Добро. Сега е, колку е? Од како ги ставам урер на колачињата, чекаме да се испечат 20 до 30 минути, 25 најидеално. И после тоа паралелно го правиме шербетот, кој што ставаме 350 грама шекер и 350 мл вода, зоврива и кога ќе зоврие, ставаме пола лимон и се до тоа да врие 6 до 7 минути. Го поливаме, ги поливаме колачињата, односно горобиите, и ги покриваме со тенок најлон од озгора и чекаме 2 до 3 сати да упијат. Така. Овој рецепт секој може да го проба дома. Верувам дека навистина убаво си ги направил. И верувам дека да се среди ситуацијата ќе можеме да се видиме во живо и повторно да ги направиш. Нели, тоа мораш да го ветиш. Ти благодарам за одвоеното време. Знам дека имаш одвоено време, нели? Ти секако си слободен сега. Така да... Слободен, фала ти на поканата, беше ми задоволство и чест да имаме четврто интервју. Ова ни е четврто интервју меѓу мене и тебе. И 4 is my lucky number, so we're gonna go to the moon. Да, ти благодарам навистина за твојата поддршка, за се што правам, стварно навистина ти благодарам и ти посакувам се најдобро. Остани таков како што си. Фала ти многу. И да искористиме, нели, да ги поздравиме и... Како беше срцето? Heart. Така е. Да ги поздравиме и нашите гледачи, кои што, нели, моментално не гледаат. Останете, нели, во добро расположение и ти се покажа како добар готвач. Добар домаќин. Добар домаќин. Да, што не гледачи, за крај би сакал да ја завршам емисијата со голема благодарност кон нашата гостинка Наиса, која што се издвои време, таа е мајка во своето main time
но незината работа и приоритет, таа непрестанно и покрај ситуациите настанат, еве таа се труди и јас тоа го забележувам и гледам дека навистина се труди за да работи постојано за себе си, за другите околу неа. Со новој начин ми се свиѓа оваа емисија, така да браво за овој тип на емисија и продолжи така, ти посакувам многу гости, ти посакувам успешна кариера, да кариерата да ти расте, да ти се развива и да одиш се подалеку и се во поголеми проекти. Тоа ти е искрено од мене. Бара, многу ти благодарам. Навистина ми значат овие зборови и како што кажав, ти благодарам за целата таа поддршка која што ми ја даваш. И се надевам на уште една соработка. Зошто да не? Зошто да не, зошто да е муабет? А можеш и друг рецепт да ни дадеш? Во иднина. Може, ама пред уште 20 мл јегер и може. Ќе бидеш многу подготвен. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до нашиве гледачи и чао од нас.